По крајот на акцијата, иако српските обвинители очекувале дека ќе најдат марихуана, не очекувале огромна количина од 5 тона. Самите биле изненадени. Но при претресите се најдени 2 работи кои ја поврзале марихуаната со Македонија. Во Конјух е најден печат, оригинален печат на скопската фирма Алфа Фарм Груп, чие седиште и насади со канабис се во кругот на поранешен Охис. Проверките покажале дека еден од апсените, Иван Драгниќ, е собственик на Алфа Фарм Груп. Втората, многу битна работа е што е најден тефтер со испораки на марихуана, каде рачно биле пишани и заведувани количини на определени пратки, но и дестиницијата од каде доаѓа дрогата. Била наведена и Македонија. Најголемата мистерија не е решена. Како и дали марихуаната на вистина стигнала од Македонија преку граничен премин? Табановци е најголемиот кон Србија. Има one-stop shop систем и преку преминот дневно во просек минуваат по најмалку 500 камиони. Или за периодот наведен од српското обвинителство од 29 дена. Тој премин би го поминале околу 15.000 камиони. Бидејќи нема други податоци, се врши интензивна проверка на документите и декларациите. Од царината само кратко не одговорија дека во тек е истрага и не може да споделуваат сознание од неа со јавноста. Туку за тоа го известуваат обвинителството, како и полицијата. Првични сознанија барем за еден сомнителен транспорт има, дознава Кот, и тој бил во првата половина на јануари. Носел лесен товар, тргнал од внатрешноста на државата со лесна текстилно-памучна опрема за домаќинство и со крајна дестинација држава во Западна Европа. Дополнително, српската полиција има сознание дека истиот камион е поврзан со пријава за уништена и запалена камионска приколка во Србија. Сознанијата се проверуваат. Во Србија, обвинителството веќе истражува и проверува базни станици и снимки од патарини за да се утврдат повеќе детали за патот на овој камион. Имало и проблем со бројот на регистрацијата, што исто така е опфатено со истрагата.